Факт е дека кај нас се уште постојат средини приградски и слично, каде што оптимизацијата на интернет или тој така наречен оптички интернет се уште не е донесен, што е реално според мене лично гледање голем пропуст. Верувам дека тоа може и на операторите да се стави неисплатливост од финансиски аспекти слично, но како вие како министерство, како држава која се занимава со тој проблем, планирате, еве да бидеме и поконкретни, да ги приморате или да направите притисок таму за интернетот, тоест таа најбрзата форма на интернет да биде расширета најмасовно, со тоа нели секој буквално од секоја точка во границата на нашата земја бил. Многу ми е драго што ми го поставуваш ова прашање, затоа што обично добивам обратно прашање, кога ќе дигитализирате изводот од матична книга на родени. Обично од услуга панда назад се враќаме, ама не може да зборуваме за дигитализација ако немаме инфраструктура. А ова прашање е поврзано со инфраструктурата и затоа е многу важно и фала ти на прашањето. Првиот начин правиме мапирање каква е состојбата во моментов. Ние немаме точен податок до каде имаме распространет супер брз интернет преку оптичка мрежа, а каде имаме недостатоци, каде телекомите не сакаат, не им се исплати, немаат економска логика да постават, а каде е невозможно, каде е многу тешка се стаса. Таа слика би требало да имаме негде до март-април наредната година, но нема да чекаме тоа да се случи, да имаме сликата па потоа да делуваме, затоа што од различни податоци сме свесни дека државата е покриена негде 80% со интернет, 80-85%. Тој не е супер брз, значи, но има некаква конекција. Што преземаме сега? Прво, заедно со германски партнери, влеговме во проектот за бесплатен интернет во 40 општини, 40 точки, јавни точки да речеме, паркови, библиотеки, читални, бесплатен Wi-Fi интернет за сите посетители. Целта не е само Wi-Fi интернетот, што сум го кажал и на партнерите, туку целта е да донесеме кабел до местата, оптички кабел до местата кои што немаат. Значи не е само целта на попова шапка на еден од скилифтовите да биде бесплатен Wi-Fi интернет, туку до попова шапка да донесеме оптички интернет на кој што утре може да се поврзат хотели, апартмани, приватни компании, институции и така натаму, кои што ќе го користат. И се надевам дека овој проект ќе почне многу брзо во 2025 и во текот на 2025 ќе успееме барем во пола од општините веќе да имаме поставено бесплатен интернет. Вториот дел за кој што веќе почнавме да работиме помина информации на влада, а тоа е да го олесниме пристапот за поставување базни станици на државни објекти. Со што се соочуваат телекомите, кој е коментарот од нивна страна? Вели, за да поставиме на некоја висока зграда базна станица, ни требаат согласности од сите станари. И навистина е многу тешко да се стигне, 51% од станарите. И потоа се плаќа кирија на тие станари. Ние сакаме да го лесниме пристапот и да поставиме на државна институција. Дали е тоа општина, некоја јавно предпријатие, некоја библиотека, некоја градба во градовите низ Македонија, но многу е тешко да се постави затоа што законот е прекомплициран како да градите уште еден спрат, а не да поставувате базна станица. Ние поминавме една информација на влада со кој што ги мотивираме општините и другите јавни предпријатија да го олеснат процесот на поставување на базни станици. А вториот чекор во кој што сме сега е подготвуваме законски измени и на законот за електронски комуникации, но ќе предложиме измени на законот за градење, со кој што овој процес ќе се олесни. И ова е тенденција која што ја има во Европа, но европејаните им треба малку поспоро идат, малку им се побавни бирократските процедури. Сакаме да бидеме меѓу првите кои што ќе ги овој се вика Gigabit Infrastructure Act, кој што ќе успееме да го имплементираме во Македонија и ќе можеме многу брзо да поставуваме базни станици и да дозволиме на телеком операторите да постават базни станици. Третиот елемент со кој што или четврт како доаѓа веќе со кој што се справуваме со оваа ситуација е тоа што предвидовме во програмата за следната година ќе имаме бесплатен интернет и дигитализација на читалните во студентските домови. И како еден студентски дом имаме кој што е веќе реновиран, ќе започнеме од него, тоа е Гоце Делчев, а потоа ќе одиме при реновирањето на студентски домови кој што е веќе во тек, да ние се вклучиме како министерство, обезбедиме бесплатен интернет во читалните и неколку компјутери за работа на студентите таму. Сметаме дека на овој начин ќе придонесеме, ќе притиснеме за поголема инфраструктурна дигитализација. Секако тука постојат и владина оптичка мрежа, дата центар, владин облак, сите тие проекти кои што ќе следат во наредниот период, но ова се конкретни активности за вака во краток рок што ќе планираме.